Преку мерката на владата со која фирмите кои ја реинвестираат својата добивка се ослободуваат од плаќање данок на добивка, само минатата година им се ставени на располагање 22 милиони евра. Според министерот за финансии Кирил Миновски, овие средства се реинвестирале во нови технологии, во подобрување на вештините на вработените и креирање на нова вредност на ниво на компаниите. Нашата ориентација како влада е политиката на ниски даноци и политиката во која што приватниот сектор ќе располага со најголем дел од средствата. Основната цел на даночните ослободувања на реинвестираната добивка е во суштина да најголем дел од паричните средства кои што ќе се инвестираат во нова технологија, во опрема, да повторно се вратат во самите компании, заради тоа што единствено во приватниот сектор се создава нова вредност, значи додадена вредност, преку креирање на производи, соодветни производи и услуги. Согласно податоците за 2015 година, бројот на фирми кои ја реинвестирале добивката се зголемил за 73,5% во однос на претходната година, а износот на реинвестираната добивка во 2015 година во однос на 2014 година се зголемил за 83,3%. Износот на остварена добивка кој овие даночни обврзници се зголемил за 60,8%. Миновски во интервју за Курир истакнува дека владата во изминатиот временски период интензивно работи на неколку приоритети. Главен приоритет представува креирање на нови работни места, што е поврзано со поттикнување на инвестициите, а тоа има рефлексија на подобрување на животниот стандард на населението. За да се искреира раст на приватниот сектор, неопходно е да постои квалитетно деловно окружување. Владата во изминатите години покажа, а тоа е верификувано и преку низа извештаи на Светската банка, дека е посветена на креирање на деловно окружување кој што ќе овозможи побрз раст на приватниот сектор. Во таа насока, речиси секоја година, превземаме низа мерки со цел унапредување на деловното окружување. Основната цел на унапредување на деловното окружување е секако создавање на подобри услови во кои што ќе се поттикнат инвестициите, и тоа домашните и странските инвестиции. Миновски истакнува дека целта на оваа влада е долгорочно и системски да го реши проблемот со невработеноста. Однос на нашиот приоритет за креирање на благосостојба, ние интензивно работиме преку низа мерки за поттикнување на развојот на приватниот сектор, на менување на структурата на работните места. Најнапред во нашата стратегија како основна цел е поставена целта на креирање на работни места кои што ќе генерираат поголем број вработување, меѓутоа следниот приоритет представува менување на структурата на работните места и привлекување на така наречени и отварање на нови работни места кои што се подобро платени, кои што подразбираат и пософистицирани вештини на работната сила. Како што додава министерот во интервјуто, на планот на намалување на невработеноста е постигнато многу. Отворени се голем број на нови работни места кај странски инвеститори, но и преку активните мерки на владата на пазарот на труд. Од активните мерки Миновски ги посочува проектите Македонија вработува и Македонија вработува 2 и вели дека нивната основна цел е да се поттикне вработувањето на поделни целни групи како долгорочно невработени и млади лица.